Почитувани гледачи, добар ден. Ведар, интересен и со многу чувство за хумор. За себе вели дека никогаш во животот не купил чевли, бидејќи нема нозе. Многу заобиколи, речиси, целиот свет, раскажувајќи ја приказната за надеж. Австралиецот Ник Вујичич ни нуди личен пример за смислата на животот, за живот без граници. Зашто нивно е царството небесно, блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат. Ник Вујичич е, како што знаеме, еден светски мотивационен говорник, човек кој што зборува за своите лични предизвици, затоа што е роден со тетраамелија синдром, една медицинска состојба која што не може да биде објасната од денесната медицина. Тоа значи дека тој е роден без екстремитети. Само по себе тоа е доволно за ние да разбереме дека всушност неговите предизвици уште од првиот ден на неговото раѓање биле огромни. Предизвиците на неговото семејство, неговите предизвици и оно што тој го прави всушност херојски се бори наспроти тоа. Кога тој во еден момент доживува и се изборува за една победа, тој веќе таквата негова сторија сака да раскаже и да пренесе на што е можно повеќе луѓе. И така по стотици илјади, милиони луѓе низ светот на кои што тој има зборувано, имавме чест да и Македонија вклучи, всушност од Македонија да започне балканската турнеја. What was so, Најтешки I guess, really difficult to get ми беа годините меѓу 8 и 12 годишна возраст. I was actually Јас бев првото дете со посебни потреби, кое беше интегрирано во редовно училиште. Како единствен без раце и без нозе, и во инвалидска количка се радував многу на непосакуваното внимание. Се чувствував потиснат и осамен. И на 10 годишна возраст се обидов да се самоубием. Се потопив во 15 сантиметри вода дома во бањата. Потоа, кога цел ден ме тормозеа и ми се подсмеваа веќе, не ми се живееше. Но со Божијата благодат и по третиот пат, кога се превртував во кадата, ги видов мајка ми и татко ми, како плачат на мојот гроб. Им ја видов болката која ќе им ја оставам зад себе. Преживеав депресија, бидејќи никој не можеше да ми го исцели срцето. Ниту парите, ниту пријателите, ниту образованието, како неопходни нешта во секојдневието, не можеа да ме исцелат. Ник Вујичич покажа дека со својот говор дека токму тоа секогаш е на страната на доброто, дека недостатоци постојат и граници постојат само во мислата, односно во главата. Колку ние треба да се ослободиме, едноставно, и да ги прифатиме различностите и со полна енергија да му се дадеме на животот, затоа што ние не можеме да бираме. Погрешно кажуваме дека ова не е наше време, некогаш знаеме да кажеме, а не сме свесни дека освен времето во кое живееме, ние друго време немаме. Блажени се миротворците, зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата.
glavni ten za pravda, zašto ti ke se nasita. Ник Вујчич е личност која што мене ме фасцинираше и мислам ме фасцинира до ден денес, заради тоа што и покрај тоа што е светска звезда, тој станува збор за еден човек кој што е исклучително посветен на своето семејство, лојален, верен на своите пријатели и човек кој што го љуби Бога. Значи овие три нешта се нешто кое што мене ме одушеви кај него. И нешто што се надгради на ваквата слика кој што ја имав јас и од претходно за него е всушност моментот во кој што тој немаше никакви посебни побарувања од нас како организатори. Тоа морам јавно да го кажам. И тоа во две нешта. Прво се откажа од својот хонорар кој што е отприлика помеѓу 30 и 50 илјади американски долари, за да може сите оние средства што ги собравме да можат да бидат употребени за хуманитарни цели. Тоа веќе предизвика воодушевување кај мене и кај тимот кој што го организиравме овој настан и понатаму тој во однос на побарувањата за сместување, за храна беше повторно многу едноставен. Побара соба која што ќе има 2 кревета за него и за неговиот негувател. Кажа дека ако се нема време дека сендвич би било добро изгодно да се има кога се оди од еден на друг настан. И кажа дека ако веќе се прави избор на храна која што тој би требало да јаде, тој инсистираше да ја проба македонската скара. Ете, буквално тоа се тие неколку нешта кои што тој ги побара од нас и со тоа лично мене уште повеќе ме фасцинираше. Кога растеме во црква, знаете, секоја недела ја пееме песната Исус ме сака. Го знам тоа, зашто Библијата ми го кажува. За да поверувам дека Бог не сака, треба многу вера. Зошто тогаш јас имав многу прашања? Ако Бог ме сака, тогаш зошто дозволи да се родам ваков? Ако Бог може да направи многу чуда и се што го молам, тој може да направи. Тогаш зошто не ми даде раце и нозе, кога го молев да ми ја излечи болката? Сакав да го знам одговорот. Всушност чувствував дека Бог заради некоја причина не ме слушаше и дека заради некоја причина не одговараше на мојата молитва. И почнав да мислам дека тој не е вистински. Тоа што е повторно за него важно е да се напомне дека кај него нема драстични промени од онаа фаза кога тој можеби не бил познат светски мотивационен говорник и сега во оваа фаза кога веќе целиот свет знае и буквално сака да го види во било кој контекст. Значи и претходно бил исклучително дарежлив човек кој што, пак ќе кажам, имал своји големи предизвици и тој е искрен во однос на тие предизвици. Да напоменам дека ја издадовме оваа негова книга Живот без граници. Тука во детали опишува за какви предизвици станува збор. Ама кога тој веќе станува тој познат светски говорник Ник Вујчич, тој ги задржува тие вредности и продолжува да помага, исто како што помагал и претходно. Значи има една анекдота за него која што повторно мене ме одушевија, тоа е дека уште кога воопшто не бил познат никаде, бил поканет да зборува во Јужноафриканската република и таму одејки ја дава целата своја заштета од отприлика $20,000 за дом за деца без родители. И неговите родители се плашеле од ваквиот потек и многу други негови пријатели го предупредувале, но едноставно неговото срце е големо и тој уште од тогаш има таа изразита великодушност, љубов и надеж која што ја дава на другите. Ова денес е едно продолжение на таквиот негов живот.
На 15 годишна возраст Бог одговори на мојата молба. Тоа се случи кога го прочитав Евангелието по Јован, 9 глава, каде што пишува: Еден маж се родил слеп и никој не можел да објасни. И тоа некако ми прозвучи познато. Луѓето го прашале Исус: зошто овој човек се родил слеп? А Исус им одговорил: за да се пројават низ него Божиите дела. И јас бев даруван со вера. Слушањето на Словото раѓа вера, а тоа е дар. Не е фокус кој што можеш да го создадеш внатре во себе. Тоа е дар што Бог го дава кога го слушаш Божиото ветување низ Неговото Слово. И тоа ми го смени животот. Неговата мисла е уште една, и она се што го кажа, уште една победа над она дека духот е тој што човекот го одржува и што е важен и што заслужува да се кали, да се унапредува, да се надокрадува, се додека ние сме физички живи, додека постоиме на земјата како луѓе, како најсовршени битија. Да ве мотивира еден човек со на вистина сериозни физички недостатоци, од друга страна ќе покаже колку ние забораваме на значењето на животот и колку забораваме на основните принципи на живење, на она што да ги исполнуваме работите за она што сме дојдени, да шириме љубов, да шириме позитивна мисла, да шириме верба. Јас мислам дека ќе беше кардинална грешка ако на еден ваков настан всушност ги запоставивме било кои лице кои што се со посебни потреби, вклучувајќи ги лицата кои што имаат оштетен слух или пак се глуви и наглуви. Морам да кажем уште една работа, а тоа е дека оваа категорија ми мене особено блиска, заради тоа што и братот на мојата сопруга, Иван Манчев, беше всушност лице кое што беше глувонемо и преку него јас можеби најповеќе запознав што значи од друга страна да се биде глувонем и да се биде лице со посебни потреби овде во Македонија. Така да оваа цела заедница, значи заедницата на глувонемите, уште од самиот почеток имаше едно посебно место, значи за мене и за самиот настан и всушност ако приметивте и во самото позиционирање на гостите, значи овој пат најдобрите места, најубавите седишта на самиот партер ги обезбедивме за лицата со посебни потреби, тие да бидат всушност оние кои што ќе бидат како да кажам, под светлата и ќе им биде дадена една почесна позиција на самиот настан.
толку луѓе со навидум, па ќе речам попречености, да ги видите и како самата енергија беше таква, нивното поддржување, нивниот жар за живот. И сега од друга страна гледате колку ние за ситни нешта кажуваме дека сме незадоволни од животот, дека сме неисполнети, дека нешто ни недостасува и слично, а од друга страна гледате луѓе со природата ги создала такви со попречености, меѓутоа колку тие умеат да се борат и да го сакаат на вистина животот. Ме погоди тоа што еден човек успеал да ги надмине сите своји хендикепи и да застане и да тој да е носител на мотивацијата за живот, за среќа, за љубов, за верба во постоење. Ник Вујчич посетил над 170 држави во светот. Тој дојде и во Македонија за да ја излее љубовта, на која не и требаат раце и нозе. И кога ќе дзирнете во неговото постоење, го губите правото да се жалите и оплакувате. Оти ви дава личен пример како да се надживее писанието, како да се пробивате во овој свет, но со силата на љубовта. Ник Вујчич ја поместува границата на животот, правејќи го невозможното во реално, надминувајќи го својот хендикеп. Ве прегрнува без раце и допир, несебично споделувајќи со целиот свет една вистина, дека Исус Христос е патот, вистината и животот. Највредното нешто на светот е љубовта. Пред милиони посетители, со силата на зборот, сведочи дека личноста не се крие во деловите на телото, ниту во сетилата. Ник Вујчич вели: само Бог знае како нашите животи ќе се одвиваат. Надежта е негов дар за нас, прозорец преку кој гледаме. Ние не можеме да ја знаеме иднината што Тој ја има испланирано за нас. Имајте доверба во Бога, чувајте ја надежта во вашето срце и дури кога ќе се соочувате со најлошото, направете се што можете да се подготвите себе си за најдоброто. Во нашиот план и програм имаме проекти кои што токму и ова го допираат, а тоа е приближување на Светото писмо, на Библијата, омилената книга на Ник Вујчич, да се доближи и до таквата популација. Јас пред доста години учествував во еден друг проект во кој што изработивме Нов Завет, аудио Нов Завет, со кој што Новиот Завет го приближивме на популацијата кои што се слепи. Секако дека би сакале да продолжиме со таквата работа и повторно за глувите да се обезбеди пристап до едно Свето писмо, значи Нов Завет, со овие современи технолошки помагала кои што ни се веќе денес на дофат. Ќе споменам пријателката на Ник и всушност негов поддржувач и ментор Џони Ериксон Тада, која што и самата е лице кое што е со попреченост, но лице кое што исто така е силен мотиватор и исто така светски познат говорник. Понатаму ќе спомнам уште една пријателка на Ник Вујчич, Бетани Хамилтон, која што исто така е моќен мотивацијски говорник.
од плејада на личности кои што се, да кажеме, од калибарот на Ник Вујчич, зборуваат за своите животни проблеми, предизвици, за тоа како се справувале со нив и се справуваат до ден денес, но и за нивната вера во Исус Христос. Глувите лица природно не можат да слушаат музика, но многу се радуваат кога некоја песна ќе биде испеана на нивниот мајчин јазик, знаковниот. Со номерата што ни доаѓа од соседството се одјавуваме до следната средба со вас пријатно. Zbog tebe rađaju se zvijezde, zbog tebe se otiskuju u mrak. Pred tobom kraljevi svi puze, tvog osmiha se bojim i sam strah. Zbog tebe tukao bih nevine, samo ih pokaži prstom. Tebe slijedio bih bilo gdje, ako mi sačuvaš mjesto. Pred tvojom smjelosti u čudu ostaje svijet. Ne znam kako uvijek napraviš da s tobom vrijedim više. Ne znam kako uvijek postigneš da s tobom sve zlo se briše. Dao bih se bezglavo u potragu za zlatnim runom. Ne bih ustuknuo pred zmajem, za uzvrat ti ne tražim puno. Da me otrpiš kad sam očajan i onda kad ti nisam po volji. Strepim da jednom ne uvidiš da od mene ima boljih. Kad budem jako kriv, da sam i ja zamijenjen. Znam kako uvijek napraviš da s tobom vrijedim više. Ne znam kako uvijek postigneš da s tobom sve zlo se briše. Da s tobom
sve zlo se briše